Сатнам, Сатнам, добри дојде во медитативниот круг. Денеска медитираме заедно, имаме полна месечина и ова е прекрасна можност да се усогласиме и хармонизираме со моменталната енергија која постепено се гради од младата месечина за да кулминира за време на полната месечина. Јас сум Харипал Каур Кристина, заедно ги правиме овие медитативни кругови за сите поважни настани кои имаат влијание врз нас. Најпрво се вклучуваме и потоа правиме медитација за денешната полна месечина. За сите што сме нови, слободно вклучи се на начин на кој можеш за денес. Ако сакаш повеќе да научиш, можеш да ме контактираш. Имаме редовни часови, водам редовни часови по кундалини йога онлайн и може да продолжи со праксата доколку ова што денеска го сретнуваш овде ти се допаѓа и сакаш да го развиваш во себе, за себе. Седиме исправени во која и да е положба која ќе одбереме, важно е орбитниот столб да ни биде исправен, а тоа значи од опашот до врвот на главата да има истегнување, срцето е подигнато, диафрагмата е подигната, стомакот олабавен. Почетната положба е од Гиен мудра, дланките, односно прстите, палецот го допира показалецот. Благ клуч на братичката возможува отварање на вратот, очите гледаат во просторот кај третото око. Затвори очи. Едноставно донеси го вниманието во себе, обрни внимание на положбата, на седењето. Примети како дишаш природно, без никаков напор. Како што дишаш, олабави ги мускулите на лицето, образите, вилицата, очите и челото, главата, черепните мускули, јазикот, грлото, вратот, олабави. И свесно продлабочи го дишењето. Сега не е само природно и нормално, сега земаш учество и го продолжуваш дишењето да биде подлабоко и комплетно. Неколку длабоки дишења пред да се вклучиме. Диши уште еднаш длабоко. Повлечи мубан. Кој е во циклус или бремена, не повлекуваме клуч. Едноставно суспендирај го здивот колку што е удобно за тебе и издиши. Активира енергијата во дланките. Се вклучуваме со мантрата Ом Намо Гурудев Намо.
Го вибрираме звукот на ом во центарот на главата. Дланките во молитва, вдиши длабоко. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Dishi длабоко. Убанд. Издиши. 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 Дланките во скутот, неколку мигови. Остани присутен во твојот внатрешен простор. Препознаваме во себе како се чувствуваме токму во овој миг. Диши. Издиши. Сатнам. Сатнам. Движењето на Сонцето и Месечината заедно со другите планети во различни знаци имаат влијание на нашата свесност. Месечината ја одразува нашата несвесна страна, нашиот несвесен ум, подсвесниот ум и нашите чувства, нашето емотивно тело. Оваа енергија е женствена, таинствена и скриена. Енергијата на Сонцето ја представува видливата страна на нашето битие. Оваа енергија е наша активна машка енергија, енергија која не движи напред, нашата волја, енергијата со која создаваме, со која твориме и која прави нештата да бидат видливи. Сонцето каде и да е, до која и планета да е, кога е во близина или подагол, го осветлува аспектот на таа планета, односно осветлува аспект од себе си, аспект од нас, од тоа што сме. Па така, за време на полна месечина, месечината е спротивно од Сонцето и Сонцето ја осветлува месечината. Осветлувањето на месечината за нас значи осветлување на тоа што е скриено, на тоа што е таинствено.
За време на полната месечина, енергијата која се гради од млада до полна месечина, сега кулминира и има можност да ја ослободи оваа енергија која е создавана во претходните 2 недели. И до следната млада месечина имаме простор да ослободиме и да се подготвиме, да ги направиме потребните подготовки за новата фаза со новата месечина. Ни се случува полна месечина во знакот на лав. Сонцето ги осветлува скриените квалитети на знакот на лавот. Додека Сонцето е во спротивниот знак на лав, односно комплементарниот знак на лав, а тоа е Водолија, заедно Сонцето и месечината се поддржуваат и ги активираат аспектите месечината на лавот, Сонцето на Водолија. Што значи за нас месечина во знакот на лав? Лавот го представува нашето срце, нашиот центар, нашето лавовско срце. А што е нашето срце? Нашето срце е порта до нашата душа. Нашето срце не носи, не вовлекува и ја знае нашата вистина. Во јогистичките учења кажано е дека срцето има поголемо електромагнетно поле од умот. Силата на срцето е најсилна од сите останати делови на нашето тело. Секако дека се допринесува, се што сме допринесува за нашето електромагнетно поле, меѓутоа енергијата на срцето е незаменлива, е најголема. За време на оваа полна месечина ја активираме нашата срцева енергија, се поврзуваме во нашата срцева чакра и имаме можност да ги исцелиме раните и да го зајакнеме просторот на нашето срце. А кои рани? Кои се скриени страни на лавот? Енергијата на лавот е таа што свети од нас, тоа што не мотивира, тоа што не држи во радост. Кога сме поврзани со нашето лавовско срце, ние сме бестрашни. Истовремено, нашиот лав сака да има и публика. Мора некаде да се покаже, мора негде да биде виден. Нашата лавовска сила сака да биде препозната. Токму тука се крие темната страна која можеби не ја гледаме, а е наша лавовска страна. А тоа е дека доколку не сме видени, доколку не е препознаен нашиот сјај, нашата енергија паѓа. Значи, ние сме лавови само додека има кој да не храбри, додека има кој да аплодира. Но мигот кога ќе приметиме дека не сме забележани, а даваме се од себе, тогаш нашата енергија се повлекуваме во себе, го затвараме нашето срце, не се чувствуваме прифатени, не се чувствуваме сакани и едноставно сме фатени во замка на очекувањата и желбите кои ги имаме дека треба да бидеме прифатени и сакани од нашите блиски, нашите пријатели, нашите околности. Сонцето фрла светлина токму на овој аспект кој е скриен за нас. Наша задача за време на оваа полна месечина е да ги исцелиме овие рани кои се формирани поради нашата условено љубов. Ние очекуваме дека треба да бидеме сакани и љубени од нашата околина и препознати, за да бидеме среќни и да бидеме тоа што навистина сме. Тука сме заедно за да го доживееме спротивното. Ние веќе сме љубов. Ние веќе сме исполнето срце. Ние веќе сме посебни. Нема ниту еден лав како мене. Нема ниту еден лав како тебе. Со исцелување на нашето повредено лавовско срце, ние си ја враќаме назад силата, нашата лавовска сила, и одново се чувствуваме силни, поврзани, храбри да бидеме тоа што навистина сме, наместо тоа што
се очекува од нас или ние мислиме дека треба да го презентираме и да бидеме нешто што не сме. Немаме потреба да изиграваме циркузанти и да бидеме забавни за нашата околина и за нашите блиски, а истовремено да губиме дел од себе кој е многу драгоцен, кој е многу искрен, кој е многу интимен, кој е многу љубовен, кој е многу радосен. Тоа е нашето вистинско себе. Од другата страна, спротивно од месечината, Водолијата ни укажува дека само кога се сакаме себе си и кога сме автентични на собствената природа, која е уникатна за нас, можеме да придонесеме во нашата заедница. Каква е оваа заедница? Водолијата не зборува за заедница каде што сите веруваме во едно, сите правиме исто, сите мислиме исто, сите се однесуваме исто, сите поддржуваме исти принципи. Не. Водолијата укажува за заедница каде што се поддржани различностите. Ние можеме да формираме и ние формираме заедница каде што токму тоа што не прави различни е убавината од која креативната енергија излегува и го оживува нашиот живот, нашето постоење. Но само со сакање на себе си, на тоа што навистина сме, нашата автентична енергија излегува напред и ние допринесуваме во сончевата енергија, односно тоа што е видливо, тоа што е колективно, во истовремено и тоа што индивидуално го остваруваме. Со свесно учество, свесно препознавање на нашите скриени аспекти, со искреност, со прифаќање и со култивирање на автентичното себе, нашето срце одново е исцелено и одново ја свети својата светлина. Многу едноставно кога сме кај срцето. Сакаме да сме поврзани со топлината, сакаме да сме поврзани со светлината. И тоа не само денес. Ова е нешто за кое сме дојдени на земјата. Секој еден од нас е дојден да го препознае автентичниот повик на својата креативна енергија. Нашето срце, кое е физички орган и работи за нас и очукува за нас, во исто време е нашата духовна енергија. Оваа енергија не е надвор од нас, оваа енергија е внатре во нас. На денешната полна месечина се поврзуваме одново со нашето срце, ги исцелуваме раните, чувството на тага, чувството на љубомора, чувството на недостаток. Кога имаме недостаток? Имаме недостаток кога се споредуваме со други, кога нашиот живот го споредуваме со животот на другите, кога мерило за тоа колку сме среќни и колку сме добри и колку сме просперитетни се другите луѓе. Ова е темната страна на лавот. И токму денес имаме можност да откриеме нова вистина, а тоа е јас сум јас и повеќе нема креативната енергија да создаде ништо како мене. Правиме прекрасна медитација, звукот на мантрата заедно преку каналот на медитативниот ум се активира и се отвара неутралниот простор на нашето срце, кој е длабок, толку длабок што континуирано е поврзан со душата, со својата универзална вистина. Мантрата е Онг Соуханг. Онг е креативната енергија. Онг е универзалната енергија. Соуханг е препознавање на себе си во таа енергија. Јас сум тоа. Ние сме тоа. Ние сме проток на креативната енергија. Онг Соуханг. Онг звукот го чантаме во главата, активираме кај третото око. Онг, пробај неколку пати. Онг,
Ong, ong, sohang. Koliko je različen zvukov? Ong, ong, sohang, sohang. Aktiviramo meditativen um, aktiviramo meditativno srce. Ong, sohang, ong, sohang, ong, sohang, ong, sohang. Kako što kažuvaš mantra, da kažuvamo monotono, enostavno. Je važno da budemo prisutni. Кога е онг, буквално си во главата, ја чувствуваш вибрацијата на онг. Соуханг си во срцето, звукот го движи нашето срце. Устани вака 11 минути и на крајот обрни внимание на сензациите што ги препознаваш кај твоето срце. Неколку мигови ќе останеме во тишина после медитацијата, за да може секој со себе да се поврземе во нашето срце и да го чувствуваме пулсот на нашето заедничко срце. Дланките едноставно во гијан мудра, или ако имаш твоја мудра за срцето, може рацете и на срце, со фокусот на очите кај врвот на носот. Истовремено обрни внимание и на звукот во главата и на звукот во срцето. Јас ќе почнам неколку пати, потоа придружи се. Мантрата, медитацијата сама ќе не води и ќе напредува. Наше учество е необходно. Онг, соханг, онг, соханг, ong, sohang, 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 ong,
Soham, Om, 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 Soham, Om,
Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham, Om, Soham. Diši globoko. Чувствувай в просторът на сърцето, затвори очите, гледай кай тритото око. Издиши. Диши. Влези в просторът на твоето сърце. Издиши. Последните мигови остани со себе, присутен во срцето. Ако сакаш рацете, дланките на срцето, чувствувај ги сензациите. Препознај се, тоа си ти. Чувствувај се, тоа си ти. Свети, тоа си ти. Зошто да си кажуваш негативни мисли? Зошто да си кажуваш негативни зборови?
Защо да си судиш? Защо да бараш надвор od sebe? Защо да просиш за љубов? Припознай во себе. Тоа си секогаш ти. Биди ти. Диши. Издиши. Вахегуру. Вахегуру. Тука го заокружуваме нашиот денешен медитативен круг. Остануваме активно будни во срцевиот простор. Пиши ми како ти е и секако ако сакаш, сподели го ова искуство со твоите пријатели и покани ги да ни се приклучат во медитативниот круг. Дефинитивно ќе чувствуваат голема благодат, ослободување и радост. Заокружуваме со 3 долги сатнам. Диши, затвори очи, гледај кај третото око, најпрво нашата молитва за светлина и водство. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. Satnam. 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 Во срцето препознаваме дека љубовта не е збор, љубовта е состојба. Мир за сите, љубов за сите, светлина за сите. Сатнам.